Добро вечер. Два последователни изборни циклуси, парламентарни и локални, ја позиционира ВМРО-ДПМН како апсолутен политички монопол кој ги држи сите карти во свој раце. Последиците за македонската левица или за социјалдемократите се состојба на слободен пат. Околностите пак во кои се одвиваат политичките ритуали помеѓу неколку политички секти во Македонија, главно меѓу себе разменувајќи најнепристојни зборови, себе се нарекле картели, мафија, предавници, патриоти, неевропски, проевропски и безброј други квалификации. Тоа се правилата кои важат за оние кои што се внатре во играта за изборниот плен. Некако како да се навикнати дека ништо не мора да се стори, оти ќе се сврти кругот и времето и оди на другата секта. Околностите драматично се менуваат во обкружението и интересот за политика. Ако ги прашате средношколците, повеќе од 60% првото што го имаат на ум е дека не би сакале повеќе да бидат во оваа земја. Ако ги прашате оние кои надминуваа над 70% на изборните ритуали, 50% од нив сега велат дека ништо од тоа што се случува на изборите очигледно не е доволно привлечно за да се појават и да избираат. Одговорот немам избор и сите се исти, можеби не е целосната вистина. Се разбира дека нема потенцијал во две стари политички партии кои не живеат на обновливи извори на енергија, кои се повеќе мирисаат на карбонски емисии, кои се прилично токсични, меѓутоа тоа што знаат да го направат е да го драматизираат своето менаџирање во ритуали кои тешко кој ги разбира. Во околности во кои луѓето не можат сосема сигурно да разликуваат што се агрегатори, што се алгоритми, што се ботови, што се низа од другите активности и конзумираат така наречени вистини кои ако доволно пати се повториле на повеќе медиуми, имаат чувство дека има секако некаква точност во тоа. Воспоставената нерамнотежа денеска ни изгледа дека не е одговор за грижа. Меѓутоа, со време во недостаток на било каков диалог, апсолутната моќ или апсолутната власт ќе почне да ги претвора првите знаци, веќе ги гледаме. Тие термини 24/7, за 72 часа, ветуваме, одработуваме, звучат дека нив единствено конкуренција им е Дедо Мраз. По својата ефикасност дека можат да донесат се за сите, без при тоа да го правиме на некој начин со општествена одговорност планот, ќе не доведе до ситуацијата кога задоцнетата памет нема да биде особено важна. Не е ова критика за ВМРО-ДПМН. Напросто пейсажот е поставен дека мора да има внатрешна рамнотежа на силите. Мора да има здрав политички диалог. Можно ли во прилично загаден политички простор СДСМ која повеќе личи на друштво кое би требало да објави стечај, отколку на партија која пребројува дека што туку почнала да се преобликува или да се раѓа одново, како во такви околности да се создаде приказната? Не како да се сменат менаџерите на приказната, како да се возобнови и создаде доволно релевантна приказна. Тоа не е жал за левицата, туку мој обид вечерва да поразговараме колку може да биде штетно по општествениот процес фактот дека во дисбалансот политички кој што настана после изборите, во обкружување на загаден јавен и политички простор, се ќе биде далеку потешко. Мислам дека моите соговорници имаат искусно малку однадвор на оваа тема. Добро вечер, Гордан Георгиев. Добро вечер. Форум за разумни политики. Ова што вечерва сакам да зборуваме ќе личи дека може да биде разумно, ама краток период сте биле во партија, па знаете како се конзумираат дури разумните идеи и дека тоа искуство може да биде корисно вечерва. Докаде можеме да зборуваме во некаквите јавни совети, има ли шанса за нов почеток или е тоа предстечајна постапка? Добро вечер за Петар Атанасовски. Добро вечер. Политички аналитичар и политиколог.
Пред да дадам пауза за реклами. Дали неуспешната транзиција е всушност диагноза во која да имавме одлични социолози, тие ќе беа газдите на приказните, и ова се повеќе феномени од социологијата, отколку што се анализи што ги знаат политиколозите? Во воведот спомна дека денешната политика мора да се бори за своето внимание кај новите генерации, и во таа смисла не е проблем менувањето на социолошкото милје кај новите генерации. Проблемот е што политиката не се адаптира на новите состојби. И тоа е проблем кој ќе продолжи да се случува на политичката сцена. Пауза за реклами и тргнуваме со дебатата. Господин Георгиев, интерните расправи до кои се обидуваме да чуеме или да дојдеме, не ги третирам за чувствителни информации, не особено од јавен интерес, затоа што мислам дека имаат површината на приказната кога се работи за социјалдемократите, а тоа е ке си оди ли шефот, ке дојде ли друг, или е доволно само да се промени антуражот околу шефот. Дали целата таа расправа е потполно промрашена и дека сите овие години сведочат дека СДСМ во новите околности мора да се препрочита себе си, да пронајде други упоришта и да може јасно да опише зошто постои, што сака и што политика може да изврши? Ово би било поцелисходна дебата која би се водила таа внатре, но и надвор, зашто не, бидејќи СДСМ е многу важна партија во Македонија и за Македонија. СДСМ е опозиција во контекст во кој што имаме многу висок легитимитет на владачката структура, практично на сите нивоа на владење, од локално до председател. И оваа дебата за која што вие апелирате или алудирате, сугерирате, би било добро да се прави на тој начин. Сега, настрана, прво да кажем дека јас многу ретко разговарам на овие нови теми, од многу, да кажем, хигиенски причини. Заради тоа што не мислам дека јас сум еден период, долг период не сум таму, не сум ниво раководство, и се обидувам да бидам внимателен, бидејќи по друга страна па знам каква е природата на партиите. Но во овој момент СДСМ во, би рекол, во тројна, четворна криза. Првата е морална криза, ако сакате, криза на што правиме понатаму и каде да одиме. Втората е персонална, бидејќи гледаме дека има флуктуација на луѓе излегуваат, влегуваат, го оспоруваат легитимитетот на лидерот и така натаму. И третата идеолошка, ако возбудуваме за идеологија, денес во 2025 година, или криза на приказна. Но СДСМ не е во екзистенцијална криза. Според мене, и мислам дека не треба да биде, не смее да биде во таква криза. Зошто го велам тоа? Бидејќи во вака концентрирана моќ, во ваков домашен и особено регионално светски контекст, на било која влада и треба здрава позиција, и тоа не е флоскула. Ќе ви кажам зошто, бидејќи разумни луѓе од оваа страна, од другата страна, од ВМРО и од власта, и пристојни луѓе не блефираат кога го велат тоа. Не блефираат кога велат дека, имајќи предвид што се случувало во блиското минато, Никола Груевски и тој тип на забегување, сега да кажеме, разумни луѓе повикуваат на таков тип на комуникација помеѓу власт и опозиција. Ако знаете дека тоа реално на одреден период нема да се случи, свелите зошто да него сеам овој дури висок демократски стандард, на едно здраво општество му треба опозиција. Напросто како се вели, не верувам. Искуството кога се судирали, дури кога била подобра рамнотежата на силите, не покажала ни од едните, ни од другите. Желба да се слушаат, желба да се аргументира. Напротив, и едните и другите се виновни зошто е толку поларизиран тој простор во битка за изборниот плен и зошто на крајот сето тоа го изфрлија, загадувајќи го целосниот јавен простор кој што отфрли многу луѓе буквално да бидат анестезирани за политика или едноставно да одберат позиција на ментален екзил.
тука сум, ама не сум. Ама за овие теми не сум тука. Нам тоа не е задача. Тоа може да биде глазба пустина, да изгледа како глазба пустина. Но нам тоа не е задача ако анализираме контекст и ако сметаме, ако согласуваме да речеме на оваа маса, на други маси дека ситуацијата не е розева. Нам не е задача да апелираме на тоа, задача на лидерите, на партиите, на политичката класа, на политичките елити е да ја подаде таа рака. Повторно кажувам, тоа изгледа како флоскули, изгледа како далечно, многу сме цинични, дуваме на јогот и така натаму, но ќе дојдат моменти, предвидувам ако сакате, ќе дојдат моменти кога ако не го направиме тоа, може да не биде мав работата. Толку за сега. Ке звучи скоро абсурдно. Ама превртувајќи го историјата, длабоко сум убедена дека ронењето на СДСМ не може да се закачи на две имиња од последните мандати. Тоа е долг период кој што е делумно кавга или судири на левицата. Секој од тие ронења даваше шанса на противникот. Така наречените пребези всушности беа шансата на ВМРО ДПМН на два пати. И таа со Тупурковски, таа подоцна со Петковски 2006-та. Овој друг наратив да застане на нози, да покаже дека може да биде власт и дека тоа е една сосема нормално. Жалам, но 90-тите еден однос на комунистите беше ние прво да ја направиме државата толку добро со сите нишани, па дури ВМРО ДПМН еден ден да може да дојде на власт. Така пристојните куќи веројатно не се уредуваат. Е сега потоа е како се вика овој друг бран на учење и искуство непосредно. Дали ако ви речам дека ако треба да вадиш нешто идеолошко, изгледа абсурдно, изгледа нелогично, но последните пораки што во таа смисла ги испратил СДСМ, сепак се од Заев. Па да. Да вратиме средната класа и едно општество за сите. Па и ако сакаш напредокот на државата кон евроатлантските интеграции. Тоа не е никаква специфичност, но сакам да кажам, се повеќе имаше отсуство да се дефинирате што е вашата мисија. Не сум сигурна дека Заев целосно тоа го разбирал. Но ако комуницирате што се важните цели на едната што сега не достига. ВМРО ДПМН се однесува велам како Дедо Мраз. Ке стигнеме отчетно, одговорно, реализираме, планираме, 24/7 работиме и тоа го замаглува погледот што е целта. Што сакаме во пейзажот да избалансираме, какво општество да добиеме. Се плашам дека ако продолжиме да разговараме на таа линија, ќе заклучиме дека СДСМ во многу посериозна криза од оваа за која зборуваме. Бидејќи тоа што го говориш дека СДСМ не може да дефинира една мисија или една идеја која може да е артикулира на релативно разбирлив и приемчив начин, говори и за криза на идентитет. Апсолутно се согласувам дека не може да се подведе ерозијата на општествената интеграција на СДСМ во таа смисла на еден лидер или на една постава. Но истовремено не се согласувам со тезата дека македонската опозиција е во криза. Во криза е СДСМ, а не македонската опозиција. СДСМ нема монопол на критиката на владеачките политики. Како што видите, едно основно правило во нашата струка е дека политичкиот пазар не останува празен. И тој не останува или во вакуум. Или политичкиот спектар не чека ти да се испишеш од централен регистар, туку така и да сватиш кој си. Значи нема да те чека во таа рехабилитација бесконечно. Тоа што се случува е дека ние во основа се движиме во кон едно српско сценарио. А тоа е униполарна политичка ситуација. ВМРО ДПМН да доминира во центарот и околу него да се појават фрагментирани помали опозицијски партии, од кои СДСМ ќе биде само една од нив. Значи тој систем на врзани садови кога на едниот ќе му светне, на другиот ќе му се стемни, не сум сигурен дека ќе продолжи да биде таква дихотомија. Мислам дека СДСМ ја потценува својата криза во таа смисла. Како резултат на тоа се појавуваат порадикални партии кои се и опозиција и власт, како знаеме и така натаму, но се појавува истовремено еден поциничен и покритички однос на јавноста кон владата.
во денешно време, во 21 век, со социјални медиуми, со ова за кое го зборуваш, алгоритми, ботови и така натаму, на критичката јавност не е потребна партија да ја артикулира својата критика кон владата. И тоа СДСМ го заборава. Ке дојде време во кое може да се случи СДСМ да биде непотребна како таков артикулат. На тоа згора да додадеме дека има криза на левицата во светот воопшто. Ова идеолошка криза која зборуваме едноставно, десните партии имаат подобар перформанс во се. Подобро владеат, подобро терат кампањи, подобро имплементираат и така натаму. СДСМ има демографска криза. Старите традиционални гласачи, пензионерите кои со од носталгија гласаат за СДСМ и младите, биолошки се намалуваат, едните се иселуваат, едните биолошки ги снемуваат. СДСМ има криза на партиската, и најважната криза е испораката на политики и партиската машинерија. Да разговарате сега за промена на поставата во СДСМ е како да разговарате за промена на постава на брод кој е со сидро и моторот не му работи. Вие менувајте колку сакате капетани таму и постава. Тој брод не оди никаде. Ако не го поправите основниот мотор. Во таа смисла мислам дека е паметна дебата во СДСМ да поразговарат кој ќе биде нивен генерален секретар, бидејќи лидерот е политички производ заедно со целите други политички производи во таа смисла. И ако продолжиме на тоа генезата и така, мислам дека ќе сватиме дека оваа криза на СДСМ не е само враќање на клатното на една страна. Туку е по-суштински проблем за артикулацијата на опозицијското расположение воопшто во државата. Морам да интервенирам. Ти ми дозволите? Да. Вие рефериравте на идеолошка криза, испомнувавте враќање на средната класа, парола која што е тешко изводлива во овој век, каде што согласувам дека левицата е крива. Левицата е во криза, глобално. Прашање колку таа левица допира до бреговите на Македонија и македонската социјалдемократија. Сега сме има опашки од минатото. И тоа од блиското минато. И тоа не се едно општество за сите и не се средната класа. Главната опашка, која што и пак сега идеолошка се нарекува нема правда, нема мир, прво, и најважно според мене, и втората, еве ќе се обидам да бидам љубезен, несмасноста со целата оваа приказна со Бугарија, на која што се надова за несмасно агресивната риторика на ВМРО ДПМН, дури беше во опозиција, која што сега мора да ја поддржи, бидејќи нели зборот бил збор и кај Мицковските. На таа тема нема правда, нема мир, која што во која што кутија стои корупција, пари, правда, судство, сето тоа за кое што ние марширавме, ако се сеќавате, на улици и се боревме против еден режим кој што викавме диктаторот и така натаму и така натаму. Таа тема е најважната според мене за македонската опозиција, бидејќи таа тема може да артикулира еден вид на пристојна опозиција која што би била центар и лево од центарот. Радикална левица може да артикулира и други теми, или еве, дека не биде радикална популистичка левица, но центарот мора да остане витален и тој да се префала од едно во друго. Ова што кажа Пеџа, десниот центар што го држи ВМРО, центар кон десно, и левиот центар што би го држала некаква силна опозиција, тоа се главните столбови што држат една држава во еден пристоен дискурс. Многу е тешко ова што го кажуваме, бидејќи сите овие столбови се распаѓаат низ целиот либерален свет, почнувајќи од Америка, завршувајќи во Србија, кој е либерален свет. Ама кој е толку неуспешен моделот на транзиција, велам, испорачува толку многу нееднаквост и толку многу потенцијално се уште жртви кои не можат да излезат, напротив, влегле во категоријата подолу, во смисла ако разбираме што значи да ја вратиме средната класа. Ти е нужно падна на прво место поради корупцијата и разочарувањето на луѓето дека некаквиот општествен договор пред да дојдете на власт беше нулта по тоа прашање. Сега, може ли луѓе кои личат на повереници на таа политика, или некои од нив експоненти на таа политика, да направат гест на извинување за минатото и криминалите, мислам, тоа сме го сведочиле на нас, не речеме, хеј, добро се свестивте, ајде сега пробајте. Се обидувам да разберам на кој начин луѓето да ги прифатат сигналите пред тоа да биде збришано, дека има нешто здраво кое што ја чува
приказната, нашето вјерују, нашиот договор, зошто сме членови, зошто сме гласачи традиционално на СДСМ? Не знам. Сега не знам, тешки прашања поставувате. Сега вие не ми верувате на тезата дека ние мора да најдеме некаква комуникација со власта, при тоа таа да е критична комуникација кај што ќе се најдеме на стратешки теми, нека биде тој Бугарија ако треба, но и други многу други кои што ни се важни. А од друга страна ја гледаме фамата што се случува, особено после локалните избори, каде што се зборува цело време и тоа е веќе дискурс кој што мора да се избори за тоа, дали е СДСМ како велат. Па и во договор, киднапирана партија, така. Сега таа битка е кратка, може би кратка, може би долга, но таа мора да се реши на некој начин. И мора од СДСМ да еманира, што велите. Дали ќе се случи тоа, не знам. Бидејќи претходно сме апелирале ние во други контексти некој друг да се огради од нешто друго, па не успевало тоа. Прилично се таму рововите длабоко ископани. Се плашам. По заемувањето на примери дека има сметленца, само не треба да сте толку арогантни, мрзливи, препотентно да си чекате на дворот, да ги договарате делегатите, целата таа машинерија за контрола, за предвидлив резултат. А всушност факторот која носи клучната кампања Филипче да остане во СДСМ, са да верувате или не луѓето, се пак ВМРО ДПМН. Кампањата секојдневна на ВМРО ДПМН Филипче мора да си оди, е всушност по еден друг комуниколошки круг, каде што тоа што не е добро за ВМРО мора да е добро за СДСМ и е веројатно таа игра кога можеш да си го бираш противникот, а зашто не би сакале Филипче да остане таму. Ако некој би полетел да рече овие светленца што стигна од Њујорк со изборот на Зохран за градоначалник на Њујорк, таму да се именувате себе си за демократски социјалист, да сте сите услови муслиман, имигрант, има 34 години, и да ги сравните тие во кои што само Блумберг даде пари за кампањата на противникот, колку што беше вкупната кампања на победникот на изборите во Њујорк. Ама тоа е веќе друго ниво во кое за слободите не разговарате на начин како сите да сте во привилегираната маса, туку се симнувате долу и класично воведувате нов термин. А тој се вика прифатливост. Цената на животот, мерката која не прави пристојни граѓања, за да разговараме за другите од корбата на слободата и правата, веројатно овие елементарните на пристоен начин мора да бидат задоволени. Дали тоа е една од патеките во кои треба да се симнете од големата салонска ложа и да пробате да имате артикулиран говор? Мислам дека изборот на градоначалник на Њујорк е еден поеманципиран милје од она што ние можеме да го очекуваме тука. Во основа, ова за кое ме прашуваш во смисла на прифатливост, во науката се нарекува продажно ориентирани партии или пазарно ориентирани партии. Продажно ориентираните партии се обидуваат упорно да го натераат електоратот да го сака тоа што тие го нудат. СДСМ е заглавена во таа фаза. А прифатливоста е веќе партијата да исчекори кон електоратот, а не да се обидува да го донесе електоратот кон себе. СДСМ таа лекција никогаш не ја научи. Значи СДСМ се уште во магазинот има фиксни телефони и се обидува да објасни дека паметни не баш ви треба. Политичкиот производ кој тие го продаваат, за него нема побарувачка веќе на политичкиот пазар, или побарувачката забрзано се намалува. И тие во своето однесување, сега да не биде сватено тоа како твоја лична критика, но ме потсети дека во нивното однесување толку се изветвени во своите трикови на ребрендирање, што веќе стануваат политичко клише. Колку пати поред се да сама и кажа на јавноста, ја свативме пораката. Не гледаме дека ја оние сватиле пораката. Второ, исто така политичко клише е обидот да се контролира еволуцијата на опозицијата, кој сега го прави ВМРО ДПМН со СДСМ, СДСМ го правеше со Љупчо Георгиевски и Никола Груевски, исто така во Панорама.
И тоа е еден вид на политичко клише кое сето создава апатија, дефетизам, цинизам и така. И најголемото политичко клише за СДСМ, немој погрешно ме сватиш темо, е што тие навистина се уште мислат дека слоганот нема правда, нема мир, е нивен слоган. Тој не е нивен слоган. Тој е слоган на оние граѓани кои не беа политични до тогаш, а каузата беше толку важна што се приклучија во едно движење во кое СДСМ немаше монопол, немаше авторски права и така натаму. И таа дистанца кон политичкиот активизам на електоратот и собственоста на тие политички пораки СДСМ се уште не ја разбира. Значи, тој исчекор додека не го направи, бадила разговарат во нивниот затворен клуб и во нивната ложа, што велиш ти, околу тоа кој ќе биде големиот мајстор. На крилјата на таа парола, која што не е ни македонска, се разбира, на крилјата на таа парола СДСМ ги доби изборите. Бидејќи СДСМ смени името и влеговме во НАТО и не изгуби избори, така? Доби два избора. Доби два поред. И председателски и парламентарни. Значи, веќе ги детектирам, не дека не сме ги детектирали претходно, каде се извориштата на проблемот. Бидејќи таа парола е важна се уште за сите. Таа значи дека се борат честните против нечестните. Оние што крадат против оние што нема да крадат. Или ќе ветат дека нема да крадат и навистина нема да крадат од кој ќе ветат. И јас тука навистина не гледам идеологија, особено ако согласиме дека левицата е тешко го наоѓа наративот во еден глобално десен контекст. Глобално десен контекст може да се каже, и тоа допира и до нас и ќе допира веројатно ќе се шири и ВМР ќе биде во паника кога ќе дојде тој десен контекст на домашната трпеза. Но затоа велам, без разлика дали е позајмена, земена, инкорпорирана од било кои причини, ако таа е главната тема, ете е идеологијата на опозицијата. И ете на која точка треба да се подпре опозицијата, за да бидејќи оваа власт од денеска натаму практично со овој легитимитет, сите знаеме што значи власт, ќе почне да се рони. Еден проблем, друг проблем, зело че застојува мито го апсиле, овој зема поише не го апсиле. Значи ќе имаме тој тип на ронење кое што е неминовно. И тие го знаат тоа, искусни се, некои тие веќе биле на власт, го имаат искуството од претходно. И затоа велам, на таа точка мислам дека може да се обедини, да се конституира некакво јадро, кое што ако ја зафакне повторно работата, што да ви кажам. Одбитноста на било кој начин да се комуницира со овие кои што решиле да стојат по-лево од тебе или по-радикално лево. Во играта за ВМРО ДПМН може да биде разбирлива таа полемика со левица. Не делат приноси на избори, не црпат од истото азно, но начинот на кој што СДСМ дури се обидува да дуплира иницијативи што веќе ги поднела левица, го покажува тоа слепило во кое борбата за авторство и стравот дека може да се поделат комуниколошки одредени исти наративи, зошто да не и барање. Да речеме, што е проблемот на СДСМ во вредностна смисла? Дека на барањето на левица да се расправа за признавањето на Палестина, тоа на било кој начин проблем за СДСМ? Не знам, стварно не знам. Но вистина не знам што е проблем да се расправа за тоа, дури да се во еден опозицијски порелаксиран амбиент и да се дадат некакви сигнали, бидејќи навистина темата е страшна. Значи ние живееме во разорено глобално општество. Добре, прашувам за тоа. Нема. Потрагата по морално клапно е важна, како се вели за... Значи, апсолутно согласувам, не само на таа, и на други теми. При тоа... Се сетив ова ја одбрав често како полесна, можеби, затоа што никој не очекува зошто тие би се чувале толку многу настрана од такви идеи, затоа што доаѓала од левица. При тоа просторот што го држи левица, партијата наречена левица, не е спорен. Тој постои во едно елаборирано општество, каде што има компетитивност помеѓу елити, постои таква простор, некаде е поголема, у Франција е прилично голема, например, таа политичка левица, Меланшон и компанија. И сега тука може да има игра, може да има комуникација меѓу тие. Спорно е ова што го кажува Петар, значи кој е празен простор, кој ќе го пополни као таков. Во моментов тој перцепцијата е дека тој центар и лево од центар е граѓанскиот центар, либералниот центар, баш либералниот центар е доста празен, испразнет или многу разочарен. Тука е темата.
Некои од искуствата во регионот покажаа дека залудна е ова дебата. Србите некако разбраа дека да го оправаш бивши доз, да ги пребројуваш нивните цепења, делења, па да видиш дали на демократите ке им дојде до умот, тргна еден друг пат кој што почна да прави друга рефлексија, а тоа е така наречениот однос на новата левица врзана за екологистичките движења. И тоа е првото важно поместување во српскиот парламент. Со сличен концепт, да речеме, и во Хрватска можеби го прави тоа. Природно делуваат поактивистички, свежо, точни во пораките, ќе ги видиме сега во трошењето, веројатно. Меѓутоа, ние не сме во станицата во која можеме да речеме добро, вреди да пробаме. Добро, има надеж. Еве, тоа на последните избори беше поделено по некакви независни листи, ке стигнат ли, ке формираат ли политичка партија, зошто би формирале, дали само ќе ги потрошат, дали само ќе ги расфрлиме нашите заблуди. Зошто е толку многу тешко да се пополни тој пейзаж на друга страна? Во податоци кои зборуваат дека расулото е токму таму, каде што некако социјоекономска политика, врзана со уште неколку културолошки оски, може да ја уточни приказната. Ти ја разбирам поентата и мислам дека тоа може би добра поента за Хрватска секако. Кај Србија, мислам дека тоа се уште потрага по вистински сојузници и по вистинска политичка енергија. Но за жал немам јас толку добро мислење за македонскиот политички амбиент, дека сме созреани за тоа. Дури до таму што сметам дека сега да разговараме за социјалдемократски политики врзани за екологија е како да се жалиме зошто во авионот во бизнис класата се уште не служат со пластични ножеви и вилјучки, а моторот гори. Мислам дека не сме на тоа. Дека не ни е еволуцијата на таа фаза, но секако се согласувам. Бидејќи ние се уште имаме системски проблеми кои се поелементарни од тоа. Поѓаволите нас не доведоа до тоа да бидеме задоволни што има кој да го измете ѓубрето и кога ќе отвориме славината што навистина тече вода. Значи, тоа е... Можеби не се разбравме. Поентата која очекуваат граѓаните за брзо препознавање во некој од овие рецепти беше дека еколошките движења имаа борба на терен. Така е. Тие стојан со луѓето, тие воспоставија својата структура, својата препознатливост, што инаку е ужасно тешко да го сознаеш без пари во политички пейзаж. Во таа смисла. И тоа е легитимација минус социјалдемократите во Србија, која што тие како ресурс сега се обидуваат да ја отворат како представници во парламентот. Во таа смисла дебатата е сосема легитимна и на место. Дека можеби не треба да се гледа опозицијската енергија како еден фронт кој е државотворен, па не знам, бастион на демократијата, дека можеби треба да се разговара за една пофрагментирана и концентрирана енергија, но која е автентична за темите за кои се разговара. Но сепак се враќам на тезата дека за тоа да се случи, ние мора да СДСМ претходно треба да го прифати своето вистинско место во таквата граѓанска коалиција. Мислам дека тие се уште сметаат дека ќе бидат лидери на еден таков опозицијски фронт, се уште сметајќи на неминовноста дека која ќе се рони владата, нема кај да одат гласачите. Таа хипотеза мислам дека не е. Некои од соопштенијата. Залудни беа надежите. СДСМ останува втора политичка партија во македонскиот блок, мислам, а вистината е дека втората, третата и четвртата тежат колку оваа победичката, така да тоа се... Погледнете политичката и комуникацијската стратегија на СДСМ на локалните избори. Нивната главна цел беше да го повторат историски најлошиот резултат што го имале. Таа амбиција, тоа место на политичката сцена. Не мора да бидат прашани. Не мора да седат. Може да дојде нова, свежа крв, луѓе кои зборуваат за нас, можеби, со искуство на наблюдување на политичките партии наивно, но зборуваат јасно, зборуваат комуникацијски точно, можеби и генерацијски,
И секако нема да бидат прифатени од овие политичките мастодонти. Но дали воопшто идејата дека има смисла да се пробаат другите патчиња што ги пробуваат и други, е всушност компрометирана со поразот на оваа претходна дружба на улиците која беше цртана, опишувана со црвени кругчиња и која всушност донесе до пораз кај тој круг првенствено. Можеби. Јас немам одговор на тоа прашање, можеби е поразена, можеби разочарувањето, длабочината разочарувањето е толку голема што можеби довербата не може да се поврати назад. Но јас поаѓам од друга премиса. Ние зборуваме за СДСМ, така дојде сега муаветот, но јас поаѓам од не зборувам идеолошко ситуирање во рамките на македонскиот политички контекст. Зборувам за одржување нешто што се нарекува прости збори либерална демократија или нешто што сме го учеле, кој што сме сакале да одиме таму, да зборувам Европа во една пристојна варијанта, Европска унија да кажеме, и зборувам нешто што може да го одржи тој, повторно да кажам, витален центар. Витален центар, а тоа не може да го одржат овие рилс или, како се вика, инста политики на кои што може би алудиравте. Ќе се појави сега некој комичар или некој добро зборува, ќе каже 2-3 пароли, оп, за 6 месеци ќе дојде гласови и ќе дојде на власт. Да не бидам циничен, во Украина беше таков случај, ако се сеќавате, со сегашниот председател кој што долго трае. Мене ми е поважно тука да може да се одржи тој центар, а тој што значи? Владење на правото, фер избори, слобода на медиуми, почитување на неетнички, етнички малцинства, бидејќи Македонија не е типична земја, не е обична земја. Таа е етнички поделено општество. Значи, ние, како велат американците, handle with care, значи можеме многу внимателно да го одржуваме тоа општество. Во тој контекст, мислам дека добра стратегија е да постои партија од така наречениот либерален центар, која што ќе може ги привере екологистите, ќе може ги привере свингерските гласови, колку се 50, Пеџа ги знае 50.000, може би повеќе, кои што одат од една во друга, се разочаруваат од другата власт. Ќе ги привере, може би ќе прегране понекогаш и радикалната левица, ама не предсврсто, бидејќи ако е прегране предсврсто, може да се изгори. Нема да ја прегране радикалната десница, но може да земе некои луѓе од десницата кои што се идентификуваат со овие политики, а сепак имаат патриотски патос. Тука јас ги гледам еден вид на контратежа, која што е взаемна контратежа на две големи пристојни. Се ако одиме на таа теза дека не се потребни две големи во македонскиот блок, две големи пристојни партии. Поважно ми е мене одржување на либералниот центар кој што се руши на секаде на светот и не знаеме како ќе заврши, отколку сега се расправаме кој ќе победи или кој ќе изгуби, дали ќе изчекаме СДСМ да дојде на власт после 4, 5 или 10 години. Ми се чини дека никој не чека. Ова е веќе фазата кога и луѓето велат тоа е тоа. И тоа е можеби најтешката позиција. Верувам дека чувствуваат внатре СДСМ како притисок, како да се пробие, како да се отвори оваа врата заклучена однатре, како да се присуства на таа дебата, да не те опишува дека си предавник, која е дефиницијата на патриотизмот, што се нашите точки кон кои целиме. Метата не стои на место. Околу работите може да создаваат дополнителни проблеми кои ќе се изгледат навнатре. Тоа се суптилности кои мора да ги разговара одговорна политика. Таа не може да ги одржува ниту Фејсбук, ниту медиуми, ако таму не циркулира дебатата. Тоа беше некако поентата зошто е потребна колку толку против тежата внатре во политичкиот кампус. Мораме на пауза за реклами, па продолжуваме со конкретни прашања за кои сакам да ве препрашам. Многу моќ по дефиниција има колонизирачки манири. Премиер секој ден на улица, се менуваат само логите, сега е ова, да провериме светла на плошта, да видиме Луна парк до каде е, да видиме... И то почнува да личи на канделабрите на Никола Груевски, односно домаќин за се од општа пракса.
Веројатно кога ги нема механизмите на контрола за што разговараме, некако природно тоа се излева и полека ќе почне да влегува во тој прилично авторитарен јазик, природен кога сте господар на целата ситуација. Што ако проблемите пред кои ќе се испречи таква сега го имаме моделот, го имаме клучето, додека не ни дадете гаранции, не разговараме, оваа земја нема намера да отстапи, идентитетот ќе се чува, не се попушта ништо, стигнат по прв пат вести, не дека лошите вести од соседството има опасност да се излеат, сега парадоксално може и добра вест од соседството да биде прилично инхибирачка дома и тоа би било некаква нова ситуација за која премиерот вели па што? Зборуваме за напредокот на Албанија и неговите рефлексии кон Македонија. Морам да признам дека следејќи ги резултатите на последните избори, излезноста, апатичноста и дефетизмот на електоратот, тешко ми е да замислам сценарио во кое добрите вести ќе создадат револуција дома. Може би се враќаме на претходната дигресија дека може би македонското општество ја потроши својата сила за револуции со шарената револуција или со нема правда, нема мир. А не мислев на такво прогресивно малцинство. Но и за притисок. Мислам на живот повторен на етничките линии, на притисок кој внатре комплицира, на тоа мислам. Тоа секако ќе се случи и за тоа не е неопходна добра вест од Албанија. Добра вест од Албанија и Црна Гора ќе го забрза, ќе го катализира тој процес, меѓутоа антагонизмот помеѓу етничките македонци и етничките албанци се враќа. Тој станува мејнстрим наратив во нормална политичка борба. Тој корпус прашања кои ги тангираше Охридскиот рамковен договор, како да се трудиме да ги отвориме повторно, за сега на едно површно вештачко ниво кое повеќе парада пред камери одошто суштински, но тоа лесно се претвара едното во другото. Лесно се претвара во суштински антагонизам и како што велиме второ или трето полувреме. Возможно е тоа да се случи, но им повторно треба да имаме предвид дека за сега ВМРО-ДПМН е целосен господар на наративот кој се одвива не само на етнички македонската политичка сцена, дури и на етнички албанската политичка сцена. Тоа го покажаа последните избори, дека тие имаат капацитет да извезат наратив во другиот етнички блок. Така што да, тоа ќе создаде непријатности, но не верувам дека ќе создаде системски кршења или шизми. Тие што го имаат отпишано СДСМ од понавреме, како се вели, имале, знаеле однатре како инсайдери дека тоа полека гние, дека му треба вистинска свежа крв, не ложи во кои се расправа за главите, поверениците, капиталот, приватна фирма е, политичка партија ли е. Но, смета дека после овие избори, може би ќе биде здраво, затоа што ќе се воспостави една друга рамнотежа, друг притисок и таа беше проектирана на евентуално позасилениот успех на ДУИ и дека во тој судир некако ќе можеме да гледаме дека не може да се оди пресилно дотаму докаде што не би сакале да гледаме на сцената. Тоа се пропаднати концепти. Ова што вели Пеџа е прв голем извоз на другата страна, каде што всушност успевате да ги подигнете партнерите и да ги нокаутирате противниците. Дали сега тоа значи дека скоро се едно е дали сте во партија, дали сте во влада или сте во собрание, дури физички? Во која соба разговарате за јавните политики? Па добро, јас не разбрав дали овој начин на апроприација на партнер, етничкиот партнер, го гледаме како основа за нешто лошо, за лошо или комплицирано или како добро, бидејќи јас прилично многу го критикував ВМРО-ДПМН пред изборите, пред парламентарните избори, па и потоа, стравувајќи дека дојдоа на два големи бранови. Едниот беше анти-Бугарија и целата приказна, и другиот беше анти-ДУИ, кој што се преведуваше во анти-албанство. И тоа секојаш треба да не загрижува ако е така, заради тоа што кажаме колку е фрагилно македонското општество. Морам да им давам кредит
за сепак внимателно хендлање на етничките односи, без разлика, сега со Дуи беше таа жестока приказна, не е ни завршена, можеби, но не гледам чувство, можеби грешам, можеби не знам, немам доволно детали, не гледам чувство дека големиот партнер, кој што навистина сега мега голем во владата, има понижувачки или подценувачки однос кон коалицијата Вреди. Напротив, имаше неколку позитивни иски, каде што се гледа дека има... Не е важно дали тоа се рефлектира, ви даваме гласови ваму таму во општините. Тесто на Питари дека ВМРО успеа да извезе наратив, некаков заеднички именител и тоа по прв пат да биде книжење на резултат дека и другата страна има победа или легитимност, а тоа е сепак заедничката приказна. Поред, ама повратниот удар може да биде, види која крои политиката на албанците. И тоа да биде моćno лош за Дуи. Дуи се обиде тоа да го направи и не успеа. И не успеа. Значи, извозот на наративот на едно најсимплифицирано ниво беше што сака нека се случи, Дуи на власт не се враќа. И тоа го кажува главниот коалицијски партнер. Дуи е губитник, значи тоа е класичен извоз на наратив. На тоа Дуи одговара пазарем македонците ќе ни бираат градоначалници во Тетово во Госте. И да, македонците избраа градоначалници, но при тоа добитник беше Влен, односно Вреди. И во апсолутен број на гласови и само кај етничките албанци. Така што во таа смисла тие ќе го извезат тој наратив и мислам дека тој процес не е завршен. Секако е ВМРО ДПМН посилен и во комуникацијски и политички од било кој албански и во бројки од било кој албански партнер. Сме разговарали на таа тема, може би е време за предизборни меѓуетнички коалиции, да знаеме за која платформа гласаме, но тоа треба да подразбере и промена на Бадентеровото мнозинство и така натаму. Значи не е тоа едноставна трансформација. Само размислувам сега. СДСМ толку време потроши да се дистанцира од Дуи. Ако дошло времето за такви, уште еден проблем повеќе на белите кои што веќе ги имаат. Кога ги слушате овие кафеански препораки, ако не од Ивака на пристоен начин да се разбереме, зошто и Бихачка не би проживеала една своја панорама, ви изгледа ли тоа толку потенцијално како криза, судир? Не можам ниту да ги менувам луѓето, ниту да замислам дека тоа во овој момент оди, можеби повеќе ме плаши потполната незаинтересираност за судбината, одговорите, позиционирањето. Исклучено ли е тој тип? Исчезнала ли таа страст кај социјалдемократите? Да браниш нешто што си го нарекувал државотворна партија, ама сега наред некако да го браниш од своите кои можеби ја упропастуваат приказвањето. Не знам, сега ме прашувате тешки прашања. Прво не одам многу малку одам во кафани. И во физички, и во вистински, и во метафорична смисла, како што велите. Значи, немам јас допир до тој тип на муабети. При тоа, како ви кажам, панорама е за држава едно грдо место, грда ситуација што се случи. Ја не мислам дека тоа може да се случи во партија која што претендира да биде цивилизирана и така натаму, но опасноста е да биде тоа, да се пролонгира оваа криза, се продлабочува и во лоша сценаријова што го вели Петар да стане непрепознатлив или нерелевантен субјект. Не се работи само за непрепознатлив. Зборуваме за процесот низ кој се градат партиските наративи. Дека понекогаш во тој процес потребна е катарза за партискиот наратив да стане униформен. ВМРО ДПМН изгледа како фонду. Топено, смрди и така. Меѓутоа, каде и да брцнете, вкусот е ист. СДСМ изгледа како салата. Надробено, да, се е различно, во целиот дух на либералната демократија, нели, како што треба, да не се претопи се едно во друго. Но каде ќе брцнете во чинијата, секогаш ќе каснете нешто различно. И никогаш не изгледа хомогено. Прашањето е суштинско, дали е потребна некаква катарза, тоест топење, за таа либерално-демократска, лева, центар-лева опција да создаде хомоген наратив. Ние никогаш не сме виделе во СДСМ хомоген наратив. Секогаш е најмал заеднички содржател, секогаш една салата во која еден зборува едно, еден зборува друго, всушност заеднички вкус нема. Нашето време истече. Добро што истече. Како се вели, која посерењето може да одбира
кој е за салати, нека проба да види и нека ја порача вистинската. Благодарам што вечерва бевте мои гости, почитувани, благодарам што не следевте.